svoj dane spasi nas, Isusa, Hristosa, Emanuel, som nas beše Bog i ostana ne pomiri, so tebe ne osveti, nema smrt, nema veke krevi. Mir vam. Ti благодарам, Господе, што ми подариш еден ден, татко мој, што толку не возлюби, што го даде Твојот единороден Син, Исуса Христа, нашиот Господ и Спасител, и го повикувам Неговото име Исусе. Потребна ми е денес Твојата сила, Твојата љубов, Твојата милост, за ова Слово да има власт, да биде во дух и вистина, да ги допре сите оние кои имаат потреба од Твојата љубов, од Твојата милост, да го повикаат Твоето име и да бидат спасени. Денеска ќе зборуваме за посланието на апостол Павле до римјаните, односно до скопјаните, односно до сите оние кои го слушаат ова слово. Значи римјаните се наоѓа, насловот е напишан во тоа време, но живото слово е исто, како што вели Исус е ист вчера, денес и довека, и тоа се однесува и за тебе, брате и пријателе. 8 глава од Евреите: и сега нема никакво осудување. И сега нема никакво осудување за оние кои се во Исус Христос. За оние кои се во Исус Христос нема никакво осудување. И живеат не по телото, а по духот. Не по телото, а по духот, зашто законот на духот, закон на дух, значи има законот на духот кој дава живот во Христос Исус, ме ослободи од законот на гревот и на смртта мене, а може да те ослободи и тебе. Значи духот е Бог, односно Божји живот. Бог е дух. Бог е дух, пишано е во Евангелие по Јован, и оние што му се поклонуваат треба да се поклонуваат во дух и вистина. Значи духовен закон. Тоа подразбира почетната глава на Библијата, Битие, создавање на светот, и го создаде Господ Бог човекот од прав земна и му дувна во душата, во лицето, дух животен, и човекот стана жива душа. Значи духот е самиот живот што е во секој човек. Само што кај некој едно мало пламенче кој ги држи живи, а мртви, бидејќи духот им е мртов. А духот треба да се разбуди, ќе видиме понатаму. И духот се храни со ова, со словото на живиот Бог, со живото слово, со словото на животот. Значи законот на духот кој дава живот во Христос Исус и ме ослободи од законот на гревот и на смрт, она што законот не можеше да го направи, бидејќи беше ослабен поради телото. Значи телото е гревот, има нагони. Ќе видиме понатаму што вели апостолот Павле. Она што не можеше да го направи по законот, бидејќи беше ослабен поради телото, го изврши Бог. Бог го направи тоа се за тебе. Само што ти треба да го повикаш Неговото име и да се спасиш. Значи го изврши Бог, испраќајќи го Синот свој. Бог го испрати Синот свој Исус Христос во тело, подобно на телото на гревот. Ова тело што ние го носиме, кое не е наши, во земја ќе се врати, е пишано. Голи доаѓаме на овој свет, голи се заминуваме, ништо не можеме да земеме. Значи телото е од земја, во земја ќе се врати. Ако одите на погреб во православните деноминации, ќе видите одредени свештеници пеат: човекот е од земја и во земја ќе се врати.
Значи го испрати својот син, Бог својот син во тело, подобно на телото на гревот и како жртва на гревот. Тој беше жртва на крстот, го осуди гревот во телото, за да се исполни заповедта на законот во нас кои живееме, да се исполни заповедта на законот во нас кои живееме не по телото, туку по духот, не по телото, туку по духот. Христос воскресна од мртвите и смртта ја победи и на тие. Евреите 3 глава 14 и 19 стих. Зашто ние станавме соработници на Христос. Соработници на Христос подразбира да го следиш својот Бог Исус Христос. Само ако ја задржиме цврсто до крај правобитната цврста подлога, а тоа е Светото Писмо, Словото на животот, кое не подучува, кое е живо и менува нешто внатре во нас, додека се вели денес, кога ќе го чуете неговиот глас, Евреите 4 глава, од 14 до 17 стих, кога ќе го чуете неговиот глас, отвори ми ги, Господе, ушите да го слушнам Твојот глас, кога ќе чуете неговиот глас, да не отрпнат срцата ваши, онака кога се побунивте, како кога се побунивте. Значи, бунт кон Бог, непокорност кон Бог води во проклество. Адам јадеше од дрвото на животот. Господ му рече, ако јадеш од тоа дрво ќе умреш, тој јадеше и умре. Сатаната се одметна од Бог, рече, јас сум Бог, падна доле, отфрлен. Непокорност кон Бог. А кои беа тие што чуја и пак се побунија? Зар не беа тоа сите оние кои со Мојсе излегува од Египет? Значи, Мојсе ги вади евреите од Египет и доаѓаат во пустината и по извесен период ги фаќа криза и велат, сакаме да се вратиме во Египет во робство. Интересно. Вели против оние што погрешија и чии коски останаа во пустината. И така изумреа таму во пустината, а на кои им се заколнал дека нема да влезат во неговиот спокој, да влезеш во Божиот спокој, ако не на оние што беа непослушни. И така гледаме дека тие не можеа да влезат поради неверието. Евреите зборуваат, мрмореа во Бог. И Бог им рече, ќе ви го дадам тоа што го мислите и што го зборувате. На неколку места во Библијата пишува: по зборовите ќе бидеш оправдан, по зборовите ќе бидеш суден. Ние зборуваме за принцип на невера. Евреите можеа да ја поминат пустината за неколку дена, тие останаа по пустината 40 години. Тоа е метафора, зашто оние кои живеат по тело копнеат за телесното, а кои живеат по дух за духовното. Копнежот на телото е смрт, а копнежот на духот живот и мир. Значи, мртви духовно. Ако не го читате Светото Слово, ова, вашиот дух е мртов, нема се што да се храни, бидејќи човек не се храни само од леб, пишано е. Така му вели Исус на сатаната кога го искушува 40 дена во пустината. Човек не се храни само од леб, туку од секој збор што излегува од устата на Бога. Зашто копнежот на телото е непријателство против Бога, телото има нагони, пушење, пиење, прејадување, уживање, водење љубов, задоволство на своите телесни наслади. Зашто копнежот на телото е непријателство против Бога, тој не му се подредува на законот Божји затоа што не може. Не има на едно место во Библијата вели: духот е бодар, но телото е слабо. А оние кои живеат по телото не можат да му се допаднат на Бога. Вие живеете не по тело, туку по дух кој сте го избрали Исус. Само тогаш, ако Духот Божји живее во вас, што значи тоа? Ако пак некој нема Дух Христов, тој не е негов. Значи, христијаните не знаат што е дух, му го предаваш животот на Исус Христос и тој се вселува со Отецот Небесен Исус. Значи, ако останете вие во моето слово, во Евангелие по Јован, на вистина ќе бидете мои ученици, ќе ја познаете вистината, вистината ќе ве ослободи и ќе дојдеме со Отецот и со кровиште ќе направиме во неговото срце, значи Бог да живее во вас. Вака кога ви го објаснувам, може би е тешко да се разбере, но добро е да се чита Светото Писмо, да се дружите со христијани
кои се христијани по Светото Писмо, по Божјото Слово, по живото Слово, зашто Исус е Словото, а не по обредни религиски категории на народната култура, и тогаш ќе почнете да разбирате, ќе видите понатаму. Ако па Христос е во вас, значи Христос да живее во вас, телото е мртво за грев, а духот живее поради праведноста. Но ако духот на оној кој го воскресна Исус од мртвите, Отецот Небесен, духот на оној кој го воскресна Исус од мртвите, живее во вас, да живее Бог во вас, треба да го очистите вашите тела и души. Тогаш оној кој го воскресна Христос од мртвите, нашиот Отец Небесен, Татко Небесен, ќе ги оживотвори вашите смртни тела, ќе ги оживотвори вашите смртни тела преку својот дух кој живее во вас. И затоа, браќа, ние не сме му должници на телото, за да живееме под телото. Ние не сме му должници на телото, за да живееме под телото. Христос воскресна од мртвите. Кога ќе почнете да читате Библијата, полека ќе почнете да ги разбирате овие работи, ќе ви се отворат некои слова. Значи, земете еден стих и живејте по него. Ние зборуваме суштински новиот Ерусалим, каде што треба сите да одиме, да го напуштиме ова тело и духот се враќа, односно душата се враќа кај Бог. Ние треба да пребиваме, таму нема да има храм, туку ќе пребиваме во Отецот Небесен, во неговиот Син Исус Христос во дух. Еве го сега Јован 3 глава, 3, 5, 6, 7 и 8 стих. Исус му одговори и рече: вистина ви велам, ако некој не се роди од дозгора нема да го види Царството Божјо. Роден од горе, роден од Бог, не од тело, не од крв и поход машка. И повторно вели Исус: вистина ви велам, ако некој не се роди од вода и дух, не може да влезе во Царството Божјо. Што значи роден од вода? Потопување во вода, она што баптистите го ставиле како најважно. Значи, умира грешниот човек, не грешиш веќе, го примаш Исус Христос за твој Господ и Спасител, се покајуваш, им простуваш на сите, се откажуваш од гревот. Зашто роденото од тело е, роденото од дух е. Значи, ако некој не се роди од вода и дух, роден во дух значи да умре стариот човек, да му предадеш се на Исуса Христа. Господе, Исусе, дојди, застани и остани и живеј во мене, во моето срце. Значи, со кровишта да направат со Отецот во твоето срце, ќе направат ако живееш, ако останеш во овие словата на Библијата, зашто роденото од тело е тело, роденото од дух е. Затоа не чудете се што ви велам дека треба да се родите од озгора. Никодем му вели на Исус: како може човек да се роди кога е стар? Тој зборува за телото. Зар може повтор пат да влезе во утробата на мајка си да се роди? Не станува за телесно родение, туку за духовно родение. Ако ги читаш живите слова, тие ќе променат нешто во тебе. Словото на животот, Библијата. Има луѓе болни од тешки болести, ја читаат Библијата, го спознаваат Бог, им се јавува, Бог се јави. Емануел, со нас е Бог. И тогаш се исцелуваат. Ветрот дува каде што сака и гласот негов го слушаш, но не знаеш каде оди, каде иде и на каде оди. Така е во секој човек роден во дух. Бидете родени во дух, браќа мои и сестри. Бидејќи ако живеете по телото, ќе умрете, но ако преку духот ги умртвувате делата на телото, ќе бидете живи. Сите оние што се управуваат по духот Божји се синови Божји. Сите оние што се управуваат по духот Божји се синови Божји. Ние зборуваме за синови Божји. Значи, ние не велиме Боже, туку Татко наш. Татко, очи имате Татко горе на небесата, Бог кој ве создал, кој ви вдахнал живот и ве држи за раката кога грешите. Прва глава Јован 14 стих 11 до 14. Дојде кај своите, вели Исус, и своите не го познаа, не го примија. Кај евреите. Евреите се символ на народ кој ги избрал Бог и назначувал водачи. Значи, денеска во демократијата сами си назначувате водачи, гласата и ќе изберете некој, после ќе ве продаде за 30 на еврејници, ќе ви промени јазик, територија, име, како што се случува во Македонија, вера. Значи, Исус дојде кај своите. Македонец пак е символ, метафора на човек што го повикува Бог, и македонците треба да го повикаат Бог Отецот. Тој е тука, тој ги сака, тој им го дал името. А на сите што го примија Исус, на сите што веруваат во Неговото име, им даде сила
некои препеви велат можност, моќ, сила, Царството Божие се освојува на сила да станат синови Божии. Значи, вие немате сила, вашата гревовна природа нема сила и вам ви е потребна Исус. Значи, им даде сила да станат синови Божии. Сите што го примија Исус, кој не од крв и од похот машка, од водење љубов, мисля дека се прават деца луѓето. Туку од Бога се родија и Словото стана тело, роден од Бог категорија. Словото стана тело и се всели во нас полно со благодат и вистина. Првин се мисли на Исус кој се овоплоти, тоа е Словото, стана тело во гревовно тело, а потоа Словото кое во вас ќе се всели, ќе стане тело духовно. Значи, духовното тело треба да се роди во вас, да се оживее, таа е тука. И Словото стана тело и се всели во нас полно со благодат и вистина. И ние ја видовме неговата слава како на единороден од Отецот. Како ќе ја видиме ако го читаме Светото Писмо и Словото, живото Слово се всели во нас. Зашто законот беше даден преку Мојсија, 10 Божји заповеди кои не може да ги исполнат луѓето, а благодата и вистината, благодат сте спасени и вистината е Исус самиот, произлегоа од Исуса Христа. И пазете сега, Бога никој никогаш не го видел. Значи, Бог го нема никој видено, тој е непристапна светлина. Единородниот Син, Исус, кој е во пазувите на Отецот, Он го објави. Он е во пазувите на Отецот, во неговиот скут. Он го држи. Не Богородица. Тоа е само слика, за да можете да разберете што се случува. Затоа не треба да се прави култ кон се земно и небесно, освен во Исус и неговиот Син, односно Отецот небесен и Исус, видли во Исуса Христа. Сите нешто се управуваат под Духот Божји, се синови Божји. Зашто ние не примивме дух на робство за да бидеме во страв, туку го примивме духот на посинувањето, преку кого велиме Ава, Оче, Татко мој, имаме Татко на небесата, кој создал се, кој може се да создаде и да уништи, но кој е долготрпеливо не чека да се покаеме и да се спасиме сите. Самиот Дух му сведочи на нашиот дух. Самиот Дух му сведочи на нашиот дух дека сме чеда Божји, синови Божји. Другите викаат Боже, Боже, а не викаме Татко, Оче, Оче наш. Ако сме пак чеда, ние сме и наследници на Бога, наследници на Бог, сонаследници Христови. А живеете во овој сатански свет кој ве продава и ве купува за 30 на евреници, ви прави сатански круг на војни, наследници на Бога и сонаследници Христови, но само ако со Него страдаме, да со Него и да се прославиме. Само ако со Него се е за Него, од Него и со Него. Јован 6. Христос воскресна од мртвите. И не е доволно само да ја пеете песната, туку да ја живеете. Со смртта ја победи. Јован 6, 6 глава, 63, 65. Еве го. Духот е тој што оживува. Телото ништо не помага. Зборовите што ви ги кажав се дух и живот. Значи тука има дух, тоа е духот што ви е потребен. И живот. Но има меѓу вас и некои што не веруваат. Исус знаеше од почетокот кои се тие што не веруваат и кој е тој што ќе го предаде. И рече, затоа ви зборувам дека никој не може да дојде при мене ако не му биде дадено од мојот Отец. Зашто мислам дека страдањето на сегашното време не се ништо. Ова што сега го живеете спрема славата која треба да се открие кон нас. И секое создание со нетрпение го очекува откривањето на синовите Божји, синови Божји и керки, зашто и созданието, ти што си создаден, не и се покори на суетата доброволно, туку по волјата на оној кој го покори, а со надеж, а тоа е Исус Христос, живиот Бог, дека и самото создание ќе се ослободи, ти кој си создаден од робството на распадливоста, во робство на распадливост по Адама, бидејќи направи погрешен избор, непокорност кон Бог. Бог му кажа, не јади ќе умреш, тој јаде умира. И сите вие понатаму, сатаната се одметнува од Бог, добро знаеше дека Бог е силата, Бог е се, тој рече, јас сум Бог, нема да бидеш Бог, паѓаш долу.
Тоа е Божиот закон, око за око, зап за зап, степенот на љубовта која ја давате кон светот, кон сите, е степенот на љубовта која ја примате, зашто знаеме дека целото создание заедно со нас стенка во породилни болки и вам нешто ви недостасува овде на земјата, сите бараат нешто, бараат љубов, а љубовта е во Бог, бараат мир, мирот е во Бог. И не само тоа, туку и ние самите кои го имаме првините на духот, воздивнуваме во себе. Првина на духот е самиот живот што ви е вдахнат. И му дувна во душата, во лицето дух. Дух, животен и човекот стана жива душа, очекувајќи посинување и откупување на нашето тело. Телото се враќа во земја, а душата оди кај Бог. Тие што го избрали Исус одат во Божиото царство, тие што не го избрали одат во нов циклус, на суд и во огнено езеро и веројатно во нов циклус, зашто со таа надеж бидејќи Бог сака сите да бидат спасени. Зашто со таа надеж бевме спасени, а надежта што се гледа не е вистинска надеж, зашто кој би се наделал во тоа што го гледа. Не можеш да видиш со очи, не гледате, со уши не слушате и со срцето да разберат, да не се покајат. Ние се надеваме и знаеме, блажени се оние што не виделе, а поверували, има еден стих. Кога се надеваме пак на она што не го гледаме, со нетрпение го очекуваме. Верата, љубовта и надежта, 1 Коринтијаните. Но најголема од нив е љубовта. Љубовта, Бог е љубов, кој пребива во Бога, пребива во љубовта. Татко мој, имаме татко на небесата, исто така и духот не подкрепува во нашата немоќ, бидејќи ние не знаеме како треба да се молиме. Како треба да се молиме, 5-6 глава. Матеј, Оче наш кој си на небесата. Па сепак духот сам посредува со нас со неискажливо воздивнување. Со неискажливо воздивнување. Ние зборуваме за некои работи кои не се јасни, како на пример зборување на јазици, рахмасих, тиламанди, рахамбиререми, рахандистихим бирај. И секој што ќе оповика моето име ќе биде спасен. Одиме на 1 Коринтијаните 15, да видиме што сум одвоил тука. 15, кај што оздвоил духот 3, 4 и 5. Христос воскресна од мртвите, со смртта ја победи и на тие. 1 Коринтијаните 15 глава, 42-45. Така и со воскресението на мртвите се сее за распаѓање, воскреснува во нераспаѓање. Значи, процесот на премин. Се сее во безчестие, тоа што сте сега, воскреснува во слава, воскреснува во слава. Се сее во немоќ, воскреснува во сила, воскреснува во сила. Мирен, воскреснува во сила. Се сее тело душевно, воскреснува тело духовно. Ако има тело душевно, има и тело духовно. Има и тело духовно, значи има тело душевно, тело духовно. Па така е напишано, првиот човек Адам стана жива душа, а последниот Адам, првиот Адам е жива душа, последниот Адам е животворен дух, зашто тој треба да премине од душа во дух, односно од тело во дух, но не е прво духовното, туку душевното, а потоа духовното. Првиот човек е од земја, значи вие сте од земја, а вториот човек е Господ од небото. Значи вие сте меѓу првиот човек земјениот и небесниот. Каков е земниот, такви си земните. Вашиот татко е лажец од почетокот, така се вели. Каков е небесниот, такви се и небесните. И како што го носиме ликот на земниот, треба да го носиме и образот на небесниот. Ова ви го велам, браќа, дека телото и крвта не може да го наследат Царството Божие. Значи телото останува тука, туку распадливоста, ниту распадливоста ја наследува нераспадливоста. Еве, тајна ви кажувам, сите нема да умреме, сите ќе се измениме. Одеднаш во еден миг, во последната труба, кога ќе затруби, мртвите ќе воскреснат и распадливото, и мртвите ќе воскреснат нераспадливо, и ние ќе се измениме, значи во духовно тело ќе воскреснат. Зашто распадливото треба да се облече во нераспадливо, а смртното да се облече во бесмртно. Ако го ова распадливото што ги имаме сега се облече во нераспадливо, односно во дух, а она смртното во бесмртност, тогаш ќе се збидне зборот напишан: победата ја проголта смртта. Смрт, каде ти е осилката? Пеколу, каде ти е победата? Да му благодариме на Бога кој ни дарува победа преку нашиот Господ Исус Христос. Значи, ако не ви е јасно,
Читајте ја Библијата. Имате тело душевно, телесно, имате тело духовно, исто како ова. Само ова го оставате во земјата и се враќате назад кај Бог да живеете во духа. Оној кој ги истражувал срцата знае каква е мислата на духот, бидејќи тој по волјата на Бога посредува за светиите, се мисли на Исус. Светиите тие што ќе го изберат Исус. А знаеме дека на оние што го љубат Бога и се повикани по Негова волја, значи има повикан по Негова волја, се им содействува за добро, се им содействува за добро. Значи ќе видите некоја служба тера напред, благословена од Бог, значи ако е нешто од луѓе ќе пропадне, има еден стих во Библијата, ако од Бог ќе видиме. И сега викам, вистина ви велам, од сега, Јован 1 глава, 51 стих, вистина ви велам, од сега ќе го гледате небото отворено, небото отворено и ангелите Божи како слегуваат и се искачуваат над Синот човечки. Значи, ангелите Божи над оној што ќе биде од Син човечки, ќе стане Син Божи. Слегуваат и се искачуваат над Неговата глава. Знаеме дека на оние што го љубат Бога и се повикани по Негова волја, се им содействува за добро, ним им помагаат ангелите. Зашто оние кои однапред ги позна, нихив ги предопредели, да бидат сообразни со ликот Негов на Неговиот Син, та тој да биде првороден меѓу Неговите браќа. Исус е спуштен тука во тело, зема облик на човек, зема гревовно тело, ги зема своите гревови, ги заковува на крстот, таму ги оставате сите болки, болести, страдања, немате потреба вие да ги носете. Тоа ви е како закачалка, ги оставате гревовите таму. А оние што ги предопределен за да му служи на Бог, тие ги повика, и кој ги повика, тие ги оправда. Кој ги оправда, тие ги прослави. Има луѓе кои имаат помазание од Бог, помазанието што го примивте од Него пребива во вас. Што да речеме пак на ова, ако е Бог со нас? Откровение 3 да видиме што вели. Христос воскресна од мртвите и сме, ете стојам пред вратата и чукам. Откровение 3 глава, 20 стих. Ако некој го чуе гласот мој и ја отвори вратата, Исус ви вели, ќе влезам кај Него и ќе вечерам со Него. Ќе влезам кај Него и ќе вечерам. Значи, Исус чека да се покаете, да ја отворите вратата на вашето срце, да влезе кај Него. Што да речеме пак на ова, ако е Бог со нас, кој ќе е тогаш против нас? Ако е Бог во мене, кој ќе е тогаш против мене? Оној кој не го поштеди ни својот собствен син, туку го предаде за нас сите, зарем нема да подари со него се? Тој го прати својот син во кој тој пребива, да ги земе нашите болки и страдања. Кој ќе ги обвини избраниците Божји? Кој? Кој ќе ги оправда? Кој е тој што суди? Христос Исус кој умре, но уште и воскресна, кој е од десната страна на Бога и се застапува за нас. Тој зборува за седење на Бог, на Исус Христос во силата, зашто силата и славата во сите векови во векови, Негова е силата и славата, и тој седи во сила. Значи Царството Небесно се освојува со сила. 3, 4, 5 и ја пееја песната на Мојсеј, Божјиот слуга, Откровение, и песната на јагнето, велејки, големи и чудесни се делата Твои, Господе Боже, Татко наш, Вседржителе, праведни и вистини Ти се, Твоите патишта, Царе на народите, се што си создал. Кој нема да се уплаши од Тебе, Господи, и неќе го прослави името Твое, името на Бог Отецот се прославува преку Исус, зашто само Ти си свет, зашто само сите народи ќе дојдат и ќе се поклонат пред Тебе. Сите народи ќе дојдат, бидејќи се појавија Твоите праведни судови. Потоа видов, ете, на небото се отвори храмот на скинијата, значи небото се отвара. И сега да видиме, се враќаме на Римјаните 35 глава до крајот, 8 глава, 35 стих. Кој ќе не одвои од љубовта кон Христос? Кој може да не одвои? Неволјата дали или маката? Не. Прогонот? Не. Гладот? Нема да не одвои. Голотијата? Нема. Погибелта, мечот? Ништо нема да не одвои. Како што е напишано, заради Тебе секогаш не убиваат, не сметаат како овци за клање. Но во сето тоа стануваме повеќе од победници.
повеќе од победници. Слава ти, Татко Небесен. Преку оној стануваме победници кој не возлюби, а тој е Отецот Небесен и Исус Христос. Зашто сигурно знам, брате мој, дека ни смртта, ни животот, ни ангелите, ни властите, ни сегашноста, ни днината, ништо, ни политички партии, ни членство во организации, ни секаков терор, ништо, ни власта, ни сегашноста, ни днината што ќе биде утре, ни височината, ни длабочината, ниту пак кое било друго создание или било што, ништо нема да може да ме оддели од љубовта кон Исуса Христа, нашиот Господ и Спасител. Бог е љубов. Кој пребива во Бога, пребива во љубовта. Ако ви останете во Бог и пребивате во љубовта, заповедта е да ги љубите својот ближен како самиот себе си. Тоа подразбира да ги љубите спрвин вашите блиски околу вас, а потоа да ги љубите и сите други. Друг пат во христијанството нема. Ти благодарам, Татко мој, Исусе, во името на Твојот Син те молам да ги исцелиш сите овие луѓе кои ги слушаат овие слова. Те молам да дадеш водство за сите христијански заедници, за Твојата Христова црква, кај што си Ти апостол, Исусе, папа, владика, поп, свештеник. Да се сплотиме во Тебе, да бидеме заедно, да останеме во Твојата љубов, да се усовршуваме во љубовта. Те молам за исцелување на народите, Господе. Те молам за исцелување во македонската земја, за сатанскиот круг кој се случува таму, на нељубов, крадење, омраза, наметнување на туг јазик на друга земја, парчење, делење. Те молам за сите болни, гладни, осамени. Оставам се во Твоите раце, се што имам, се мое Твое. И денеска ја прославувам Твојата победа, Господи Исусе Христе, над смртта и сатаната, над демоните, над болестите, над се што не е од Бог. Те молам, Татко мој, оган од небесата да изгори се што не е од Бог, околу мене, во мене, врз мене. Секаде кај што се движиме во Твојата света црква. Те сакам, Господи Исусе Христе. Слава Ти, Татко Небесен. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Амин. Можеш и ти, брате и пријателе, да пребиваш во Божјата љубов и во Божјиот мир, ако го избереш Исуса Христа и врвиш по Него и се облечеш во Неговата љубов. Амин. Oče moj, prati sinoć svoj da ne spava.